Неизвестноста која со појавата на коронавирусот настапи со завршувањето на учебната 2019-2020 година за сите што се вклучени во образовниот процес, а поврзано со тоа на кој начин ќе се одвива наставата во наредната учебна година, ќе трае до 12 август. Mnet.mk дознава дека точни информации ќе има кога ќе заврши колективниот одмор на образовниот кадар. Во изминатиот период, заменик министерката на Министерството за образование и наука Елизавета Наумовска остваруваше средби со директорите на основните и средни училишта, а по сумирањето на идеите и предлозите, од Министерството ќе излезат со известување за тоа на кој начин ќе се одвива наставата. Во меѓувреме во тек е и онлайн анкета со родителите. Што се однесува до основните училишта, тоа што е најважно е како ќе се реализира наставната програма во учебната 2020-2021 година за првооделенците. Според директорите за првооделенците најважно е тоа да биде со физичко присуство, зашто ќе биде потребна реорганизација на наставниот кадар. Останатите ученици кои имаат услови, интернет и компјутер, би следеле настава од дома, а за оние кои немаат, наставата би се реализирала со физичко присуство. За средните училишта, пред се за оние каде има практична настава, една од опцијата за физичко присуство е да се редуцира бројот на учениците, со тоа што би имале скратена настава во повеќе смени. Едно од таквите училишта во Штип е средното општинско училиште Колен Ехтенин. Од директорот Дејан Павлов дознаваме дека токму таква идеја предложил на средбата со заменик министерката. Конкретно да има комбинирана настава за предметите каде има практична настава, со тоа што присуството на учениците би било редуцирано. За општо образовните предмети, наставата би се изведувала онлайн. За тоа кои предлози ќе бидат најефективни и прифатени од ресорното министерство, учениците и нивните родители ќе бидат дополнително известени во текот на месец август за учебната 2020-2021 година да не биде исполнета со непредвидени изненадувања.